Вратата на Европската Унија со години стои подотворена за Македонија, но клучот што треба да ја отклучи, правото на вето, се уште е цврсто во рацете на земјите членки. Додека сведочиме на декларативна поддршка од европејците, земјава како кандидат очекува вистински чекори и гаранција дека проширувањето е високо на агендата. И токму најновите пораки од земји членки на ЕУ може да се толкуваат како едно придвижување, најави за промена на политиките од консензус кон квалификувано мнозинство, што би значило дека повеќе нема да може една држава да го блокира целиот процес. Токму ова би овозможило на Македонија конечно да го избегне бугарското вето. Експертите ја поздравуваат оваа иницијатива, но како и кога би се реализирала е неизвестно. И за да се донесе оваа одлука, за да се изземе проширувањето од корпусот на политики за кои што одлуките се носат со консензус, треба да се постигне консензус. Значи, сите држави членки на Европската Унија треба да се согласат дека на свој начин би се откажале од користење на правото на вето во процесот на проширување. Сметам дека има некои држави членки на Европската Унија кои што не би се согласиле да се воздржат од употребата на ова силно оружје кое што им го дава членството во Европската Унија. Ваквите заложби за укинување на ветото за кои претходно се зборуваше, сега добиваат и конкретна политичка поддршка. Вчера австриската министерка за Европа Клаудија Плаколм најави дека нејзината земја ќе се залага за промена на моделот на одлучување во Европската Унија. И ова нема да значи губење на гласот на државите, туку спречување на злоупотреби кои го кочат напредокот. Поддршка за оваа идеја стигна и од Словенија. Државната секретарка во словенечкото МНР Нева Грашич повтори дека местото на Македонија е во Европската Унија, нагласувајќи дека не смее да се дозволи процесот на проширување да биде жртва на внатрешни блокади. Оваа иницијатива е поддржана од 16 земји членки, па се очекува тоа и да го покажат на дело. Во изминатите десетина години ние сме во една ситуација кога Европската Унија и државите членки на Европската Унија многу повеќе зборуваат за проширувањето отколку што прават некакви конкретни чекори во оваа област. Секоја декларативна поддршка е добре дојдена, меѓутоа истата треба да биде проследена и со конкретни одлуки, доколку ние немаме конкретна одлука на Европската Унија. Дали тоа се работи за методологија како да се заобиколи правото на вето кое што го злоупотребува една држава членка, или пак за ставање на процесот на проширување повисоко на агендата на Европската Унија, тогаш таа декларативна поддршка многу нема да ни користи. И председателот на Европскиот совет Кошта на самитот во Копенхаген излезе со предлог реформа на начинот на одлучување во Европската Унија, но идејата брзо најде на отпор од неколку земји членки. Позитивни пораки и заложби да се забрза проширувањето се очекува и од председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која следната среда доаѓа во посета на Македонија.